Добро вечер. Репутацијата на Централната банка е незиниот главен капитал. Во наши околности, веројатно, регулаторот и на најдобар начин покажува со ефектите кои што ги пласираше во овој период на транзиција дека е можеби една од најважните алки која сочува прилично безбеден банкарски сектор и контрола во однос на незините функции која оневозможи посериозни турбуленции во околности кои беа исклучително предизвикувачки за македонската транзиција. Незината важност и особено незината репутација секако се поврзуваат и со можноста дека низ незината главна алатка, тоа е каналот на очекување како трансписиски механизам, дека всушност тоа што се обидува да го каже Народната банка, која поседува таа репутација, може да има сериозно влијание кон сите субјекти, а особено за економската активност. Кога Народната банка ќе оцени дека работите прилично се во ред, дека инфлацијата забавува, тоа го потврдуваат податоците, дека перспективите се сосема солидни, дека е тука фискалната стабилност и дека цените се под контрола, банкарскиот систем е сериозно капитализиран, депозитната база е одлична, би требало да значи дека таа слика може да ја представи и некаков пресврт. Тој пресврт би требало да значи дека висината на референтната каматна стапка на Централната банка би требала да почне да поминува од другата страна на рестриктивната политика на монетарната власт. 5,35. Не многу помалку од пикот на Народната банка во екот на инфлацијската криза од 6,30 како највисок, покажува сушност дека преку тој резултат Народната банка сепак испраќа сигнал дека се уште не може да помине на другата страна на експанзивната монетарна политика. Се обидува да користи други механизми со кои покажува или упатува и испраќа сигнали до банките за каматите кои можат да значат на една споредна врата пораки кои ќе треба да ја отворат вратата кон друга политика на монетарната власт. Незината предпазливост или се уште прилично резервираност изразена низ референтната камата вечерва ќе биде еден од поводите за мојот разговор со гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, четвртиот во низата од гувернери на овој милениум кои ќе видиме дали ќе го потврдат правилото дека репутацијскиот капитал на Народната банка, меѓу другото, во добра мера го обликува и представува и гувернерот. Таа слика некако можеме да речеме дека им припаѓа на Гошев, Богов и Бежовска од овој милениум и сега на почеток на мандатот е Трајко Славевски, па ќе видиме како ќе биде обележано времето и мандатот на овој гувернер. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав за вашите гледачи. Претпоставувам дека кога велиме репутацијски капитал на Народната банка, не сте вие единствениот, не се одлуките единствените, меѓутоа ова се обидувам да го врзам дека вашиот избор не беше поддржан од опозицијата, не е тоа исклучок, се случувало и предходно и на знаките на опозицијата тоа може да значи или се сомневаат дека можете да бидете независен. За мене се занимливи повеќе, можеби не дека ќе бидете партиска експозитура, меѓутоа вие сте еден од ретките економисти кои се обидувале во скоро сите своји коментари да држат својата идеолошка поза. Ќе влија ли таа на одлуките на Народната банка, на начин како вие ги перцепирате работите, веројатно допрева ќе видиме, за дел од тие пораки ќе разговараме и вечерва. Да, со задоволство. Да направиме првата пауза за реклами, па почнуваме со интервјуто. Да, гувернере, ево тамо каде што се обидов нешто да врамам во најавата. 5,35 референтна каматна стапка на Народната банка води директно до заклучок дека тоа е повеќе од предпазливост, односно дека Народната банка се уште проценува дека ризиците се интензивно тука присутни. Во образложението на седницата после оценките за последниот
квартал, колку што можам да препознам, тие ризици повеќе се дефинираат дека се уште се интензивно однадвор, колку што на било кој начин некакви домашни движења можат да ги обликуваат или да влијаат на оценката дека не треба да има пат. Се разбира, и Европската централна банка застана со намалувањето, но ако зборуваме за ваква ситуација од 5,35, значи ли тоа дека Централната банка се уште смета дека е важно да го одржи тој стерилизирачки ефект, помалку пари да шетаат низ економијата, затоа што очекува што? Се знае, мислам, нарушување на она што е основна цел на монетарната политика и на Централна банка да ја чува ценовната стабилност, макроекономската стабилност и финансиската стабилност. Вака сега, до некаде крајот на минатата година, ние имавме 3 стапки на благеничките записи, 5,35, околу 4 и нешто на 7-дневните. Овие првата беше на подолгорочните, тамо до 49 дена. Предходно порано беа 28 дена, да. И една за депозити на финансиските институции на банките преку ноќ, која што беше пониска, некаде 3,90. Најголем дел од средствата банките ги има паркирано, така да се каже. Во тие 7-дневните. Со 7-дневните, и таа беше најрелевантна. Дури интербанкарската каматна стапка што се определува од страна на банкарскиот сектор се движеше тука некаде, беше релативно пониска и ние одлучивме да забрзаме еден процес кој што беше почнал пред неколку години и секако и со препорака на меѓународни финансиски институции ММФ да се промени таа монетарна рамка, односно да дојдеме до еден инструмент кој што многу поефикасно ќе ги дава сигналите во врска со да речеме политиката на Централната банка. Ја укинавме референтна каматна стапка од 5,35, значи тие благањачки записи веќе не постојат и банките имаат можност да пласираат средства на 7 дена со стапка од 4% и секако има еден да речем коридор од плюс минус на 0,50 базични поени, значи меѓу 3,50 и 4,50 за пократкорочните вложувања, односно пласирање на средства преку ноќ. Едната стапка е нели за позаемување, таа е повисоката, а првата пониската е за пласирање на средства. Видите, ние имаме, го има тој и во повеќе земји. Имаме една нетипична ситуација целиот период нели по самостојувањето на Република Македонија, каде што имаме вишок на структурна ликвидност. Значи, она што ние ги учиме студентите во учебниците по економија, Централната банка е таа што е позајмувач во крајна инстанца. Централната банка им позајмува на банките средства. Ние не го правиме тоа. Ние напротив шмукуваме, односно повлекуваме ликвидност затоа што причините се повеќе, постои вишок на ликвидност во банкарскиот систем. Една од основните е тоа што граѓаните предпочитаат да штедат, односно да инвестираат во депозити, одошто во другите финансиски средства, нешто што се менува, за разлика да речем од поразвиени финансиски системи. Сега тоа е таа нова рамка и мислам дека е оптимална. Во овој дел претпоставувам не е особено сам за себе атрактивен за поголеми дел граѓаните. Претпоставам дека економските оператори разбираат да ги читаат овие сигнали. Тоа се важни пораки од Централната банка. Оти во некакво збиено време од 21 кога благаничките записи беа со 1,25, 24 стигнаа до 6,30. Тоа се силни сигнали на страф за економијата, колку беше вонредно, затоа што се соочувавме со екстерни шокови. Ставката на инфлација беше се соочувавме со енормно висока, 14,5% годишна инфлација во 2022 година. Се соочувавме со екстерни шокови кои требаше да се менаџираат и реално. Точна ли е дефиницијата дека треба да го разбираме тој стерилизирачки ефект кој
на подолг рок ќе сочува повеќе отколку што во помалку предпазливост би дозволиле да се испегла внатре. Малата економија беше притисната од екстерни фактори. Инфлацијата не беше наш домашен проблем, таа беше доминантно повезена. Доминантно повезена. Но во своите опашки подоцна ги доживеа, како се вели, и така наречените домашни. И домашни фактори, очекувањата, нели, и слично. Видите, зошто велите задоволни сме, инфлацијата забавува, кога да речеме таа беше проектирана во буџетот за 25-та на централната влада на 2,8, завршивме 4,1, но тоа што е интересно во текот на годината се појавија промените кон втората половина, тоа е некаде почетокот на тоа е почетокот на вашиот мандат, што веројатно ве натера дека скоро ништо од овие сигнали не треба да се менува, затоа што нешто всушност се случува што почна да подига инфлацијата на бројки кои на крајот заклучно со декември 4,2, во тотал за целата година завршија на 4,1. Но сепак се прилично повеќе од проектираната во буџетот за 25-та година кој беше на 2,8. А проекцијата на Народна банка беше нешто повисока од ова, нели, на владата. Стапките на инфлација во некаде февруари-март минатата година беше релативно ниска, имавме и 3%, за потоа да забрза. Факторите беа, речем, неизвестно со што кажувате надворешна, а секако и домашни фактори, очекувања за зголемување, нели, на доходи, трошењата, напуштање на некои мерки за регулација, за ограничување на цените на маржите кои што претходно постоеле и слично. И мислам дека тоа што се случи во втората половина на годината е реалната слика дека имавме неколку месеци со она што сека дефлација, минусни стапки, 2 месеци со месец на месец намалување на инфлацијата, така да завршиме со една стапка на инфлација која што е се уште над онаа што ние би посакувале да ја имаме. Ево проекцијата и намерите оваа година се да биде таа некаде до меѓу 2,5 и 3%. Многу е битно, внимавајте, многу е битно нашата стапка на инфлација да се приближува да биде во рамките на стапката на инфлација во еврозоната, затоа што ние имаме фиксен девизен курс. На некој начин делумно и нашата ценовна стабилност е увезена од она што се случува во Европската унија и еврозоната заради фиксниот девизен курс и секој отстапување на нашата инфлација од инфлацијата во еврозоната може да влијае на постепено намалување на конкурентската способност на нашата економија. Ако растат цените кај нас побрзо од што надвор, а курсот останува, мислам номинално е девизен курс стабилен, тоа е неминовна, да речем, последица. Една од првите ваши изјави по изборот за гувернер во нашето поедноставено постојано толкување донесе до такви прашања, можеби до малку прашање и за граѓаните што сака всушност да каже гувернерот, или кажува само дотаму да каде што мисли дека е упатно да каже, а со дополнителни информации можеби ни навестува нешто друго. Тоа е вашата оценка како... Само да објасниме, мислам, видите, можеби тоа е и на економистите вака пропусти и слично, што не сме го објасниле, не сме го лансирале, мислам економската професија, не властите, категоријата е реален девизен курс. Сите сме фиксирани на она што е номинален девизен курс. Номинален девизен курс е паритетот кој што е непроменет кај нас, 61,5 сега во однос на еврото, претходно беше на германската марка уште од 97 година таму во последната девалвација. Но она што се нарекува реален девизен курс кој што влијае на конкурентската способност на нашата економија, всушност се односите на нивоата на цени во домашната економија спрема најважните трговски партнери. И од тука велам, ако
повторувам во повеќе наврати. Нема никаква мистерија како ние сме успеале цела четвртина век да го одржуваме стабилен девизниот курс, нели, на денарот во однос на еврото, претходно на германската марка, токму заради тоа што нашата инфлација беше во рамките на инфлацијата во еврозоната. Стабилен и без да влие тоа на конкурентската способност на економијата. Ако има отстапување, тогаш тоа може да предизвика некои негативни последици на надворешно-трговската размена. Вашата изјава дека ние сме околу преценете денарот во однос на еврото некаде 9%. Тогаш кумулативната апрецијација зголемува на вредноста како разлика меѓу домашната и странската или инфлацијата во еврозоната беше околу 8%. Таа е веројатно директниот показател дека, обидувајќи се, некои велат, македонските монетарци, а и политичари, од фиксниот курс направија тотем и подготвени се дури понекогаш и да плаќаме цена. Извозниците би рекле да, ние сме цената и нашата конкурентност, одлучувајќи се за фиксен курс наспроти, да речеме, соседите во Србија кои имаат флуктуирачки девизен курс кој што е благо контролиран, не потполно Србија тоа во учебниците, она што е девизниот курс во Србија, тоа е флуктуирачки со масовни интервенции. И за масовни интервенции. Се вика така, ама не е така што не е чисто. Тоа е дури од англиски еден превод на dirty float, тоа е на некој начин како валкано флуктурење или валкана нечиста флексибилност, затоа што видите, мала и отворена економија многу тешко може да се справи со шоковите што доаѓаат од надвор. Сега само еден коментар на ова вашето. Вие се сеќавате до пред 10 години кај нас беа оваа теза што сега изнесовте така помалку или повеќе гласни дискусиите, расправите сега за адекватноста на фиксниот девизен курс, после некој време или во последно време тоа е стишано, мислам со право, затоа што секому е јасно дека било какво поместување во оваа фаза би им наштетило масовно на граѓаните, да речеме, сите на некој начин имаме кредити кои што се можеби номинирани во странска валута, во евра, предпријатијата, извозот, високоувозно зависна економија, така што добро е нели, тоа што има консензус во јавноста и меѓу политичките партии, во пошироката јавност, во бизнисот, дека овој режим на девизен курс, не ги спомнав меѓународните финансиски институции, добро и служи на Република Македонија. И јас мислам дека треба да обстоиме, кога велам треба да обстоиме, треба да се трудиме и реалниот девизен курс да не отстапува многу, односно нивото на цени, или да имаме ниска стапка на инфлација, блиску до она во еврозоната, за нели, тоа да го додржиме до евентуалниот влез во Европската Унија, затоа што тоа е целта, и воведување на заедничка валута. Сега теоретичарите велат тоа се некакви дури и во професорска, академска смисла стари веќе расправи, искуството, динамиката покажуваат дека на каква политика во однос на курсот сте, кога сте мала, отворена економија која вклучително не се задолжува во собствена валута, вие сте по дефиниција отворени за секој шок и удар од надвор и затоа веројатно е безцелна расправата дали можеби треба да пробаме со друг, но да речеме Бугарија воведе се доведува на еврото, имаше дури како да кажам, по-стриктен режим од нашиот, има валутен борд од 97 година. Дали, господин Славевски, е за вас важно да промениме нешто во трендот, или прочитав една изјава каде што велите на начин на кој што ние сме движиме во ова, изразувајќи се скоро за се низ евра, така ќе стигнеме еден ден, дај Боже, до членка на Европската Унија, во која, како се вели, целата оваа култура ќе ни биде потполно прифатена. Имањето на собствена валута. Дали е ризик кога евроизацијата на се, долгот, депозитите, кредитите со валутна клаузула, всушност зборуваат за една, како да кажам, по-стриктен режим од нашиот, има валутен борд од 97 година. Дали, е за вас важно да промениме нешто во трендот, или прочитав една изјава каде што велите на начин на кој што ние сме движиме во ова, изразувајќи се скоро за се низ евра, така ќе стигнеме еден ден, дај Боже, до членка на Европската Унија, во која, како се вели, целата оваа култура ќе ни биде потполно прифатена. Имањето на собствена
да речем, подценувачка улога на денарот, или тоа го сметате за здрава политика? Сега, ако зборуваме за банките, нормално дека мора да имаат валутна клаузула, затоа што се штитат од валутниот ризик. Но Кај депозитите имаме последниве години позитивни тенденции. Денаризацијата расте, секако сега и ние сме тука како Народна банка на некој начин заслужни со политиките, со некои мерки нели макропрудентни што се преземени во минатото и сега летоска, кои што ги насочуваат граѓаните и банките да штедат повеќе во денари одошто во странска валута. Видите, кога е тоа дозволено, кога е легално, работа е, да речем, проценка е на граѓаните, дури економска, што се вика, корист, затоа што каматни стапки приносите се повисоки кога штедите во денари. И ако сте убедени, ако верувате во цврстината на валутата, односно цврстина во смисла на нејзината стабилност, се разбира ќе штедите во домашната валута. И така што мислам дека тоа не е проблем. Видите, ова што го спомнавте, некако не знам, тоа не можеме да го одминеме, парите, нели, според своите функции, разменско средство, средство за плаќање и мерка на вредноста. Таа мерка на вредноста кај нас ја за помали износи, за изразување во валутата. За помали износи некако е прифатливо и е ефикасно. Ево, например, ова чаша ние кажеме 60-100 денари и слично, но ретко кој ќе ви каже дека автомобил или стан чини милион и толку денари, сега кажем од прилика. Така да за повисоки износи некако мерка на вредноста е странската валута, односно кај нас еврото, и не сме тука исклучок. Нели сите соседни земји имаат некако по природа таква тенденција. Еден од поважните трансмисијски канали секако што е во надлежност на монетарната власт е девизниот курс. По последните информации, девизните резерви се на сосема солидно ниво 4 милиарди 920 милиони. Сакам да ме прашам дали во тие, да речеме, девизни резерви се наоѓаат и 800 милиони во златни прачки во банката во Англија? Да. Златото, монетарното злато, кое што е во банката во Англија? Значи, прво, она апсолутната вредност на девизните резерви секако треба да се стави во однос на функцијата. А функцијата е интервенција, некако заштита на девизниот курс и гаранција за ценовната стабилност. Кај нас е сосема на соодветно ниво 4,6 пати покриеност на увозот. Тоа е еден критериум, нели, кој што се цени во меѓународните кругови. Секако влегува и вредноста на златото. Ние сме свесни за тоа, секогаш кога водиме сметка за адекватноста на девизните резерви, ги ставаме на страна тие флуктуации во цената, во вредноста, посебно, нели, на овој метал, затоа што знаеме, имаме период посебно од минатата година, каде заради низа причини, геополитички, губење на некој начин на довербата, или слабењето на доларот, политиките на администрацијата на некои земји и слично, се покажа дека инвеститорите предпочитаат како сигурно средство да го сметаат и да инвестираат во златото покрај швајцарскиот франк, нели, кој што исто бележи овие апрецијации. Така што за нас колку се релевантни вкупната сума на девизните резерви што вие спомнавте, секако е битно и она што е на некој начин постабилно. Добро. Знаете зашто ве прашувам? Информацијата од Народната банка дека што туку стапениот на функција гувернер на Народната банка Трајко Славевски ќе го посети Лондон, банката на Англија и сам ќе ги провери резервите
во злато на Македонија, па имавте медиумски извештај, лично ги утврди 6,9. Како се вели? Сега не знам како е тоа во културата, не знам, некој да чува во Македонија ми изгледа логично поради нашата репутација дека би требало од време на време да дојде да провери. Меѓутоа, што значи терминот отишол Трајко Славевски, што да провери? 6,9 милиони тони, дали се тони злато, дали се таму или не се таму? Видите, значи, банката на Англија е сервисер, односно тие не возможуваат таква услуга, и таа услуга ја обезбедуваат за десетици други земји во светот кои што ги чуваат своите резерви во банката на Англија. Потсетам дека до пред 15-тина, сега не знам точно кога, 2012-13 година, нашите златни резерви беа во швајцарски банки. Префрлени се во Лондон, затоа што Лондон е центар каде што најголем број на трансакции со монетарно злато се извршуваат. И многу лесно можете да на некој начин и заработувате. Ние заработуваме од чувањето на злато не само како резултат на промените во цената, односно во вредноста, туку од некои трансакции, да речеме некое позајмување како колатерал за банки и други финансиски институции, со што ги покриваме трошоците. Разбирате што ве прашувам? Дали звучи пристојно дека гувернерот отишол да провери дали се таму нашите резерви на злато? Ние дневни трошоци имаме за тоа што го чувате. Тоа е нормална процедура, да речам пропишана и со актите на банката во Англија, дека секоја земја, нели, која што ги чува своите златни резерви, има можност да ги провери по случаен избор. Се разбира, сега ние нема да ги мериме, но знаете, тие златни прачки кои што се некаде околу 12-13 килограми, тие циркулираат. Некојаш можат да отидат во трезорите на некој од банките. Знаете, така. И сега ние бесплатно, значи без да плаќаме дополнително, 6 такви прачки. Имаме, сега не го знам точно број, и по серијски броеви. Тие се обележени по серијски броеви. Нашите експерти во Народна банка одбраја, рекој овој серијски број, кој одиме, и тие ги изложија токму тие броеви. И нели сега кога тие циркулираат, може да бидат отштрбнати, а знаете сега јас видов и прашки кои што беа на некој начин, се разбира, не нашите, недостасува некое парче, во тој случај беше затоа што бил земен примерок за да ја мерат финоќата. Но внимајте, со самото тоа што банката на Англија има пропишана процедура дека вие имате право да ги посетите златните резерви, а со тоа и привилегија да се сретнете со гувернерот на една од најстарите, втората по старост банка. Добро, беше одлична агендата на средбина, беше изненадувачки дека првиот човек на Централната банка оди да проверува златни прачки, ама можеби потполно лаички, ништо не разбирам од тоа како се прават. Јас го објаснив тоа, го кажав во една прилика, да повторам овдека. Го спомнав малку и во онака, да речем, полусериозна прилика, некако претходно председателот Трамп, нели, во негов стил имаше кажано дека ќе одам во Форт Нокс, таму се најголемиот дел од златните резерви. Тој изрази сомнеш дека е златото таму. А зошто го на Соединените американски држави? А зошто за било што го цитирате Доналд Трамп? Не за било што прв пат го спомнав. И ви кажав дека... Не, сакам да речам, од вашите надлежности ми се чини скоро за ништо не би требало да го цитирате. Оти поголемиот дел од главоболките се од тоа како тој разбира. Добар дел. Не, добро, сега не коментирам, ама добро, некои мерки, политики и така натаму стигнуваат ефектите и до нас. Така што се работи за стандардна процедура и мислам дека направивме нешто што е во интереси на Народна банка и во интерес на државата. Вашата реакција во минатогодишниот обид за некакви преговори за подигање на минималната плата надвор од формулата и методологијата, го има истиот коментар како и годинава во обидот или поставеноста на синдикатот дека бараат 600 евра минимална плата, и вашиот одговор не е како некој кој што нема право да се замешва на начин на кој што владата вели ние сме тука фасилитатори, разговараат работодавачите и синдикатите како ќе се договорат,
така ќе биде во врска со минималната плата. Вашата позиција од која ги влечете правата условно да бидете на некој начин арбитар во оваа полемика е стравот од инфлаторна спирала, доколку тоа покачување оди надвор од формулата и се помалку станува поврзано со продуктивноста на работното место. Сега, дали сте чесен, сега во својство на професор на факултет, во новото модерно технолошко доба, проблемот на продуктивноста се повеќе се врзува со силата на компаниите да бидат на ти со новата технологија, која е прилично поскап инпут во тоа што треба да го произведат, отколку цената на трудот. Да, ама треба да ние сме во Република Македонија, треба да водиме сметка за тековната структура. Ние зборуваме за она што е сега, а не за нешто што ќе биде во иднина. Тама чесно ли да им викаме на работниците слаба е продуктивноста, кога е слаба продуктивноста затоа што во добар дел од компаниите се се уште 19 вековни. Не го кажувам тоа, дозволете, значи Народна банка како институција не е фактор во трипартитниот диалог, но сепак исходот евентуален од некои одлуки, ја засега и Централната банка од ова што вие го спомнавте. Така и разбирам дека тоа е позицијата од која сакате да се замешате во полемиката. Јас се разбирам и во основите на колективното преговарање, ги знам регулативите на меѓународна организација на трудот и така натаму. Во таа реакција кажав дека нешто не е во ред со пристапот. Значи пристапот бил анкета, сега во меѓучленството и се дошло до тоа во ред. Тоа е тоа. Но, како преговараат синдикатите низ светот? И во развиени, и во неразвиени земји. Да го земеме IG Metall во Германија, представува некаде меѓу 5-6 милиони работници од металната индустрија тука и автомобилската и така натаму и така натаму. Поентата е, седнуваат за 2 години, обично околу 2 години, и кои се поедовните основи? Тоа што јас го кажам. Да видиме како кој е исходот од изминатите 2 години. Работниците добија зголемување на платите од 4%, инфлацијата беше 5%, сега кажувам од прилика, ви должиме, односно работодавачите, представниците на работодавачите должат 1% зголемување како компензација или повеќе. Понатаму, тргнува од проекциите од релевантни институции за тоа колкава ќе биде инфлацијата во наредниот период и така натаму, и колку се очекувањата за зголемување на бруто домашниот производ, односно продуктивноста, зголемување на она што е национален доход за делење. Сега сакам да кажам, не можете од ракав, што се вика, да барате да изнесувате бројки. Ако поголемиот дел од луѓето сметаат дека... Само момент. Ама добро, видите, може ли само да ми дадете една минута да кажам она што не знам, ево излегува некој со некој пресметки. Знаете ли, ево, например, да се прифати 600 евра минимална плата и зголемување на сите плати за 6000 денари. Ево, бака, зборувам, се извинувам, бака, се дозволам да ја прашам, што мислите годишно, колкава сума тоа е во вкупната економија зголемување на масата на плати? Овие што бараат зголемување на 600 минимална плата се 40.000 работници. Не се, не, тоа е за сите минималната плата, мислите минимална плата? Добро. А овие другите, кои што би имале побарување, како се вели уште, од 6.000 денари, може би ни го фрлаат назад прашањето. Не, ама сумата 1.250.000. Направивме со експерти проценка, значи 1.250.000 евра целокупната економија, јавниот и приватниот сектор, би требало да одвои дополнително за масата на плати. Не случајно, внимајте, не го поддржуваат сите тоа барање. Не го поддржуваат сите тоа барање. За Занаечиската комора, беше предупредено на малите и средни... Може ли да разберете да речеме дека барањето 600 евра е преговарачка позиција? Не, добро, сега не навлегувам во тоа. Но, ништо во вашата анализа која е сурова, конзервативна, идеолошка, меѓу другата позиција, што е што, него подразбира прашањето дека
кога се однесува за цената и трошоците на живот, ние не зборуваме за економија која е затворена и која не е под притисок на влијанија, цената на храната, што сакате, и дека е неразумно да се споредуваме со европски стандард, колку тоа значи минимална плата во Германија, ако цената на храната овде вие како цената на храната во Германија. И дека во таа смисла позицијата на работодавачите и работниците мора да се пегла на друг начин, надвор од ова разумно објаснение дека се мора да заврши само со формулата. Нека да ги оставиме, јас го кажувам своето, 1.250 милиони евра. Добро. Знаете ли што би значило кога се коригираше, тоа би значило потоп, кога се коригираше надвор за илјадници предпријатија во Република Македонија и масовна невработеност. Добро, еве имаше корекции, не се случи потоп. Не вакви корекции, за 47% зголемување на минималната плата. Добро, ме велам дека е преговарачка позиција. А позицијата на другата страна е, па добро, вашата позиција е ќе си го добиете во март тоа што ви следува по формулата. Значи за ништо нема да преговарате. Јас само кажувам дека од позиција на Народна банка тоа би значило повисока инфлација, драстично повисока од она што ја предвидуваме, повисоки каматни стапки, поголема цена на кредитите, кои што ги плаќаат граѓаните и стамбени и потрошувачки и така натаму, така што некој мора да ја плати цената, нели нема бесплатен ручек. И видите, ние Оливер, ево вака земете ние сакаме да ги зголемуваме платите во евра. Значи, курсот е стабилен и сега платите во евра да не бидат повисоки и така натаму. Тоа не оди тоа така. Не оди тоа така. Што сакате, дали во маркет кажуваме во евра или во денари, ги немаме, ниту еврата, ниту денарите. Сега зборувам за оние кои што се на нивото на минимална плата. Сега ќе видиме што ќе донесе новата методологија. Од 1 јануари трошоците на живот се сметаат по друга методологија која е директно директива на Европската унија, но со тоа допрва ќе се занимавам. Сега аспект кој не го разговараме скоро никогаш. Едната моја логика е дека баш и не веруваме на овие шекерни приказни на владата за милиардите инвестиции кои што чекаат. Меѓутоа би очекувала дека монетарната власт би сакала да знае повеќе детали, оти тоа би можело да влијае во смисла на прегревање на фискалната политика, во смисла на други моменти, би можело да влијае и да побара интервенции на монетарната политика. Кога ги слушате овие милиарди на владата, 2 милиарди заем од британците, Министерката за енергетика, 5,7 милиарди, дел од тоа се директни инвестиции, но еден дел се уште остануваат амбиции, се мислиме чебрен 1 милиарда, дали ќе биде наш, за тоа ќе земаме кредити. Дали тој интензитет на кредитен притисок во релативно краток временски период за кој политички зборува ВМРО-ДПМН е занимлив за монетарците во смисла на тоа каков притисок тоа ќе прави. Секако дека е, но не имаме сега една вежба од која што учиме. Претходната влада на многу невнимателен начин ја задолжи Република Македонија. Земете го проектот Бехтеленка. За прв пат, внимајте, по самостувањето се случува ние да влеземе во грандиозен проект, нели проценката 1.300 милиони денари, рековме дека може да биде многу повеќе од тоа. Евра, се извинувам, благодарам на исправката. Може да биде многу повеќе од тоа. За прв пат без оформена финансиска конструкција. Никогаш тоа не се случило. И без да има поддршка од некоја меѓународна финансиска институција, дали Европска инвестициска банка, Европска банка за обнова и развој, кои поставуваат одредени услови, но делумно кредитот содржи и грант компонента. Значи, што сакам да кажам, веќе ние во наводници вежбаме, сме во таква ситуација. Само стигнуваат, ево Министерката за финансии кажа. Истото правило го држите ли за овие? Стигнуваат фактури според реализацијата. Добро е нели да се гради и така натаму, но тоа создава притисок врз буџетот и од тука нели не е комотна позицијата на Министерството за финансии, затоа што тие морат тие трошоци да ги стават во проекциите за нови задолжувања и обезбедување средства во буџетот и секако да кратат на друга страна. Чекайте. Зборуваме ние. Чекайте, предходно нашето агресивно задолжување беше приказна за
одличната економска логика, оставете вие 3% буџетски дефицит, можеме да одиме и повеќе, дајте да бидеме паметни, да отвориме нов инвестициски циклус, тоа ќе ни врати побрзо да имаме подобра приходна страна, затоа што ќе ја зголемиме економијата во... За кој период мислите сега? На кој период мислите? Поверојатно вие не сте исклучок од тој период. Не, јас бев во секако не е во периодот на Никола Поповски, кој мислеше колку ти е чергата, толку ти... Бевме во ситуација како министер за финансии едно време... Вие бевте во лоша фаза кога бе се дури имавме на ситуација Европска банка за обнова и развој ни се налути што не земаме кредит. Добро. Сакам друго да кажам, намерата била дека смислата или образложението зошто се задолжувате, затоа што еден ден тоа ќе ви враќа сериозно на приходната страна и вие ќе можете капиталните трошоци да ги планирате во рамките на таа голема, солидна, одлична рамка на приходната страна. Предходните пред вас решија дека од буџетот, без никаков кредит, без ништо, ќе го финансираат проектот Бехтел и ЕНК. И сега вие велите дека тоа предизвикувало некаква главоболка, како да се најде. Не знам каква била главоболката на оваа министерка, на која извршувањето на капиталните инвестиции е 66%, што значи дека во целата сума на капиталните инвестиции имаше доволно простор да се финансира. Значи не правело специјален нов притисок. Знаете, кај капиталните инвестиции нешто што не ќе се реализира, е започнато или обезбедени се средства во некоја претходна година, може да дојде како лавина во некоја наредна година. Јас многу добро знам, ако се вратиме тоа она состојба на 2009, 2012, 2013, 2014 со проектот Скопје 2014, кога наједнаш дојдоа средства за исплата. Но сега видов една ваша изјава и прилично ме изненади. Пред да стапите на оваа функција, какви биле вашите комуникацијски коридори во партијата, бидејќи бевте еден од, како се вели, економските стратези на програмата и на економската програма на ВМРО-ДПМН, велите дека британскиот кредит, тој што сега важи правилото, ако нешто не ти е јасно, иди прашај го АЦО, сите некако се тргаат од било какво образложение, што се случува со таа приказна, вие имате изјава дека британскиот кредит ќе биде добре дојден, бидејќи ќе ни помогне да го финансираме остатокот од обврските кон Бехтел и ЕНК. Знаете дека ништо тоа едно со друго не е поврзано. Не, вие како да кажам, вие парафразирате. Не, точно ваша изјава. Јас не е така кажано, не бегам од тоа, има, како да кажам, има контекст, но прашањето беше дека немаме доволно информации, нели немаме информации, и сега немаме ние доволно информации. Од кои банки, кому му е тоа проблем што нема информации? Дали вас ви е нормално дека времето кога требаше да има багери според Николовски е минатата есен? Според изјавите на министерката, тешко до крајот на оваа година дека ние ќе го избереме кредиторот. Тоа се шарените политички лаги. Фрлај милиарди, гради ја Македонија во облаците и буткај, како се вели, другата агенда во која има се помалку од тој тип на содржина, како и овие 5-7 милиарди во енергетика. На капиталните инвестиции сега надвор од нашата состојба, нели не би коментирал изјавите на министри. Секогаш и други земји се судираат, да речеме, со проблеми на доцнење. Вие знаете, да не посочувам примери, да речеме, дури во Германија со аеродромот во Берлин, со концертната сала во Хамбург и така натаму, една предвидена сума и 10 пати повисока сума и слично. Сакам да кажам дека во оваа ситуација зборуваме за нешто што треба да се случи во иднина и не знам што би коментирал, единствено би било секако секое задолжување за инвестирање во инфраструктура што го подобрува или го зголемува потенцијалот на македонската економија, придонесува за економскиот раст, е добре дојдено, доколку не е за тековни трошења. И се разбира, само да додадам кон она што кажавте, главоболката што е предизвикана е што полека се зголемува цената за сервисирање на долгот. Мислам, ако некојаш сме имале 150 милиони евра потребни да плаќате за камати на домашниот и странскиот долг. 6% е сега во купниот буџет. Фискалниот совет вели дека до 2029
таа ставка на каматни плаќања или долгови по однос на земените кредити ќе стане 800 милиони. Доколку проложат тенденциите, Добро, можеби е во ред. Ќе провериме од друга страна, вели Фискалниот совет не ги сметал затоа што нема основ како и вие да ги смета овие авантури кои што се раскажуваат за британските кредити, за пријателите, инвеститорите, кредиторите кои што ќе градат од Чебрен до не знам што, ќе биде државно. И тоа се главно прилично пари и прилично притисок во ситуација во која вие како монетарна власт би требало да ги управувате очекувањата за стабилност и сигурност. Во таа смисла беше само моето прашање. Не се разбира, тука сте во право. Како што сме во сега во тековната ситуација, нели? Секое трошење на или секој повисок буџетски дефицит на државата значи притисок врз вкупната агрегатна потрошувачка и се разбира тоа може да влијае и на мерките на да речеме другите политики и политиките на Централната банка, но добро е што има волја во Министерството за финансии да се држат за проекциите за фискална консолидација и она што е предвидено во фискалната стратегија. Ево, не случајно, мислам сега вие може да имате свој став, не случајно она што беше првично комуницирано дека ќе се реализира за 4-5 години, сега е различено на 8 години, тоа може би е пореално од аспект на капацитетот за реализација на проекти во македонската економија. Кој е на 8 години? Не, за проектите што се предвидени за финансирање од евентуален британски кредит или кредит гарантиран од британски институции. Ако ни беа ловци на политички награди, а бевме во сезона на избори, тие поточно ќе може да го пресметаат календарот навреме, не во 26-та да се исчудуваат, боже, требало еколошка студија. Тоа е дел од безобразието и неодговорноста на институциите кога комуницираат прашања кои би требало да бидат од висок интерес и да имаат некаков општествен консензус, што ти веројатно ќе надминат мандат на една влада. Па да не биде како са Бехтел и Енка да ги коментираме како бивши. Да, планирањето е многу битно. Добро, нели се препорачува земи си време за планирање и реализацијата да биде многу брза. Гледате, Соединените американски држави не можат една пруга да изградат брза меѓу Лос Анџелес и Сан Франциско до никаде. Во меѓувреме кинезите направија илјадници километри брзи пруги. Зависи од системот, од пристапот, регулацијата и така натаму. И не мора да одиме до таму, можеме да речеме како се вели, кај нас не сме задоволни од кинеската приказна, колку години наврши веќе автопатот до Охрид, мислам дека го вративме кредитот, а ние не сме на пат, како се века, да го видиме тој автопат. Тоа се тие наши потемкинови села, а истите тие кинези кои не мора да ги именуваме страшно по дефиниција, во Србија понекогаш ги предаваат превземените обврски и пред рок. Значи нешто има и по дома што не функционира како што треба. Пауза за реклами. Немаме многу време да се занимаваме со делот, можеби најважното дека колку и да се незадоволни и да ги коментираат профитите на банките по големиот дел на граѓаните, делумно и кај вас има некаков речник, момент е да покажат општествена одговорност, има впечаток дека општествена одговорност е избор на акционерите, како тоа ќе го покажува банката, а во рамките на ова што го работи за профит за своите акционери, а се што смета Централната банка дека не е во ред, би требало да го уреди со јасни процедури. Има одредени придвижувања во однос на падот, да речеме, на каматите за кредити и благиот пораст на каматите за депозити. Малку е за оценка, но е веројатно добар, важен знак. Се разбира дека кога зборувате за банкарство, не е паметно во истиот момент да велите добро што се случува со луѓето. Имаме прилично одлична депозитна база и имаме сега една чудна ситуација која барем за Скопје покажува феноменални движења, пикови, а тоа се цените на недвижностите, кои веројатно покажуваат дека нешто со нашата делумно финансиска култура не е во ред, или нешто со репутацијата не е како што треба и луѓето најчесто не се одлучуваат да пробаат ни еден друг инвестицијски механизам како што се фондови, обврзници и на некој начин се инвестира во станови ако не се првиот за станување, но
очигледно ситуацијата оди дотаму на неверојатни пикови оваа година, што ме упатува на логичното прашање што може да направи Народната банка. Прво за ова вашето добро е што нели тенденцијата на стеснување помеѓу активните каматите што ги исплаќаат на депозитите, мислам активните каматите на кредитите и пасивните што ги исплаќаат на депозитите за штедењето, кај банките се стеснуваат. Ево само еден податок, во период од 10 години, ако ги споредиме тие маргини, таа разлика меѓу 2015 година и 2025 година, речиси 2% поени има намалување, били 4,80, сега се таму 2,80. Тоа е првото и тоа е нешто што секако е добра вест и за граѓаните и за фирмите. Добивате повеќе, макар и што се ка маргинално на заштедите, а плаќате помал износ во просек на на кредитите. Кога ставаме збор за недвижностите, нели во право сте дека во последниве неколку години имаме таква тенденција. Се разбира, тоа е пазар. Ние се обидовме како Народна банка, ќе се сетите минатата година, есента. Но што ако не е пазар? На што мислите сега, ако не е пазар? Пазар е... ние немаме вистинската анализа, што се случува, има прилично нелогичности. Не знаеме каков пазар, во право ставате. Пазар е. Пазар е сега, нели, пазар е ограничен затоа што во право се инвеститорите, градежниците што кажуваат дека нема доволно парцели, инфраструктура и така натаму и така натаму. Оскапела работната сила. Понатаму и тоа работна сила, нема доволно работници во градинштвото и слично. И секако навиките и однесувањето на граѓаните. Видите, има еден феномен кога се раѓа или настанува еден феномен на толпа, кога луѓето меѓу себе, ние сме мала средина, ќе видат дека некој успел, иако има еден стан, не зборувам за луѓе што имат многу пари, нели? Луѓе кои што живеат во стан, имале некоја заштеда, па ја инвестирале, земале кредит, па купуваат стан, или го издаваат, или чекаат да порасне цената и така натаму, се создава една таква психологија да не се пропушти, се смета дека ево постои можност на некој начин да си го зголемите доходот, не да станете богат. Ако е тоа од категоријата на инвестиција, на начин како тие разбираат. Тоа е едно, така. Таа може да биде ризик, дека така наречената инвестиција може да се претвори во сериозна загуба. Ама како и секоја инвестиција која што вклучува на некој начин елемент на шпекулација. Народната банка не е тука да ги штити од личните проценки какви што беа на берзата на 2008-2009 година. Елемент на шпекулација е доколку инвестирате во очекување на тамошен раст на цената. Има такви елементи. Видите, друго, ние немаме, јас вака мислам дека нека биде на некој начин поттик за надлежни институции. Мислам дека или имам информации дека инвестициски фондови од странство купуваат значителен број на станови во новоградба кај нас. Ево, последна информација ми е, сега, ова е неофицијална, дека дански фонд во станови, згради во изградба, на територијата на Скопје, недалеко од центарот, има купено 40 станови. Прашувам за што, дали ќе ги издават, не знаат. Мислам дека тука инвестицијата е, дека се очекува дека цените и натаму ќе растат, што не е гаранција, нели? Не е гаранција како што се случува и кај сите останати средства. Сигурни сте вие дека зборуваме данци, па дански фонд? Или зборуваме за домашни данци? Молам? Или зборуваме за домашни данци? Од странски фонд, од странство. Не можете ли фонд да си, како се вели? Не имам, велам овај непроверена информација, но има и други. Сакам да ви речам, ова се мои импровизации на трагата на тоа, дека прилично работи се случуваат во сивата зона, дека можеби тука има прилично перење на пари во оваа приказна со градежништвото, а бога ми прилично прашање за потеклото на имотот, ако вие плаќате половина со кредит, половина во
кеш. Така. Сега, она што ние се обидовме, Народна банка, нели, ние можеме на некој начин да влијаеме кај банките за кредитирањето на стамбената изградба. Да ве подсетиме гледачите дека ги заостривме критериумите за кредитирање за лицата што веќе имаат живеалиште, купуваат втори или трет стан, од аспект на учеството. Нели го зголемивме потребата за собствено учество, ја намаливме кај оние што купуваат прво живеалиште и односот рата плата, што се нарекува, нели, показателот за товарот на долгот кој што треба да го финансирате. И толку можеме. Сега кога станува збор за инвестициите фондови, јас онака размислувам. Дали другиот поважен сегмент во смисла на некаква организирана, систематизирана, јасна законска регулатива, која нема да цели кон еден закон, но доволно точно да затвори повеќе аспекти кои можеби ќе дадат подобар резултат, да не зборуваме за... Јас мислам дека ова прашање ќе влезе во фокусот на владата и многу скоро, затоа што е суштинско прашање. Тоа е суштинско прашање и за граѓаните. Внимајте, понудата на станови не се однесува само на ново изградени станови. Нели, пописот покажува дека 1/3 од становите, се зборуваме пред се за Скопје и некои други градови, се празни. Сега, ајде да речеме дека некои од тие станови се празни затоа што е мал товарот за одржување на тие станови. Некој да си дозволи да има празен стан, сепак нели тоа има амортизација, имате други трошици и така натаму. Има методи пред се и содржната политика што ги пременуваат земји и тие станови да ги стават во понудата на станови кои што се на пазарот, што ќе влијае на некој начин на уравнотежување меѓу понудата и побројачката и стабилизација или пад на цените на становите. Хрватска се обиде сега скоро нешто, можеби тоа ми е најсвежо да проба да види што во таа смисла може да направи. Немаме многу време. Ако успеат работодавачите и синдикатите да испреговараат промена на трага која вас ви изгледа дека може да биде сериозен проблем или некакво отварање на инфлаторната спирала, ако само по себе не е доволно дека ќе биде сериозно оптеретување за економијата, но тоа што ќе биде важно за централната влада е дека тоа секако ќе придонесе повеќе потрошувачка, а бруто домашниот производ во најголемиот дел го сочинува потрошувачката. Ова е помалку алузија за прашањето дали мислите дека проекциите за оваа година се во ред. Фискалниот совет вели пристојни се, конзервативни, прилично точни, не летаат во амбициите. Дали и вие сте на трагата на таа оценка? Видите, има некои тези 3,8 има некои тези дека наводно инфлацијата им користи на владата, што е сосема погрешно. На владата и користи стабилност, за која што е задолжена Централната банка. И секако и на бизнисите им користи стабилност. Немајте сега, земете оваа неизвестно сега оваа ситуација. Доколку не се постава прашањето сега за военни интервенции кај платите. Земете се во ситуација на бизнисмен. Имате мал бизнис, имате вработени кои што имаат плати, да речеме, околу просечната, подпросечната и така натаму. Ако знаете што ќе се случи по 1 март, вие многу лесно го проектирате својот буџет и својот план. И сега сте во исчекување што ќе биде исходот од овие разговори, преговори. Тоа создава мала неизвестност. Добро, неизвестноста е одлика на на пазарните економии. Знаете како, во околности кога имаме проблем на пазарот на труд, имаме проблем со работници, начелото сакам среќни луѓе, меѓу другото сакам среќни луѓе кои се сигурни во своето семејство, дека растат деца на кои може да им дадат доволно добро образование. Можеме да ги видиме и потполно не лично податоците. Например, знаете колку фондот за здравство троши по основ на боледување затоа што не сме можеби сосема во ред со навремената здравствена грижа, па таа сметка е повеќе отколку целиот систем, например, на заштита, односно матичните лекари.
И сега, тоа е веројатно капиталот или најважните капитални инвестиции за кои не разговараме. Вложувањето во здравјето, образованието и така натаму. Ама тоа само попатно си го кажуваме. Не, добро го кажуваме, ама е товар. Сега да не навлегуваме сега за боледувања, на што се резултат и слично. Мислам дека владата ќе обстои на она што е со закон предвидено, договорено и слично. И тоа ќе им користи и на бизнесот, нели, ќе биде во рамките на очекувањата што се и политиките на Народна банка, се разбира дека во година, нели, во која што минатата година сме завршиле со 5,2% реален раст на просечната плата. Значи 9,2 имаше или 4 номинален раст на платите. Мислам дека умереноста и одговорноста во пристапот не е на одмет. Нашето време за интервју вечерва истече. Ќе повторам, само се надевам дека позицијата на регулатор, кој ни се демонстрира дека ќе ги сочува добрите перформанси и одговор, ќе бидат тука. За крај, буквално една минута, дозволата за Алта банка, српската, прилично контроверзна, помина лесно кај Народната банка и тоа внесува сега шпекулации дека едва чека Трајковски. Од кај ви е таа квалификација дека помина лесно? Ако 4 месеци испитувате, ако се обраќате до институции во Германија, во Австрија и така натаму, не мислам дека е лесно тоа. Добро, не ги знаеме овие детали. Многу, па добро, треба да прашате, многу лесно го кажавте тој квалификатив дека помина лесно. Значи, станува збор за сосема регуларна постапка, тимови во Народна банка, од секторот за супервизија, ќе чешла целата документација, работењето предходно на Алта групацијата, Алта банка и така натаму и донесува таа одлука. Сите оние, речам, шпекулации што се и изнесуваат во јавноста, се прашања на кои што треба да се одговори. Самата, се надевам, банка не се точни, не е точно дека имало забрана за од Европската централна банка и така натаму, но не би завлегувало во тоа. Ние постапивме сосема, да речем, професионално, затоа што решивме еден голем проблем. Решивме проблем на една банка која што на краток рок, заради тоа што 6-7 години била под строга супервизија со мерки на Народна банка, таа беше одржлива за година-две, но на среден рок беше неодржлива заради сопственичката структура таму, затоа што, да речем, тие сопственици биле дојдени во ситуација да не можат да одржат собрание пред извесен временски период, но сега работите се поставени на здрава основа. Тоа е всушност, ако е доминантна, мислам, собственоста на странска групација, тоа е домицилна, тоа е домашна банка, како што се најголемиот број, да речеме, со исклучок на две банки, една најголема, една помала, сите банки се во странски капитал. И сега не завлегувам националност, ако некому пречи, ние всушност имаме 3 бугарски банки. Не, сега добро. На крај сме емисијата, не пречи националноста, туку пречат едни за други, како се вели, корекции, кои веројатно опишуваат дека од менувачница до ваков рапиден скок, кој што е придружен со прилично политичка асистенција, не е добра препорака, но Алта банка стигна во Македонија да има најдобрата потврда дека е одлична, иако дури дома не сметат дека е така. Таа банка има дозвола од Српската народна банка. Српската народна банка од европските институции е оценета слично како и Македонската народна банка како регулатор. Така што тука немавме никакви дилеми. И сега останува, нели, банката да си ги преземе сите активности околу раководењето, што е во текти, имат закажано на 27 февруари собрание и мислам дека ќе биде добра регионална банка во Македонија. Господин Славевски, ви благодарам за гостувањето вечерва. И јас ви благодарам на поканата. Почитувани, благодарам што не следевте. Останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.